Го користат само тајните служби ја чини над 2 милиони евра одржување годишно. Колку е платен системот за надзор со камери, безбеден град е државна тајна, а информацијата и по 10 години не ја открива ниту министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Системот преку кој требаше да се казнуваат прекршоците во сообраќајот и да се намали бројот на сообраќајни несреќи и понатаму е предмет на политичка пресметка. Претходната власт го набавила од израелска фирма, а оваа се уште прави анализи како да го користи секојдневно. Не се отфрла можноста за надградба, но и купување на целосно нов систем. Нашата идеја е да се направи систем кој што покрај безбедноста јавна ќе се користи и за контрола во сообраќајот. Значи таков систем сега не постои и затоа се потребни поголеми финансиски средства. Јас очекувам дека ќе ги обезбедиме тие финансиски конструкции. Има неколку модели кои што ги разгледуваме. Не мора да значи надграда на постоечкиот систем, може да одиме со некакво друго решение, дали е тоа јавно-приватно партнерство, дали е вложување во нова компанија и така натаму. Освен скапиот и гломазен систем со камери на крстосниците, државата поседува уште еден софтвер кој не е во функција, со кој може пак да се регистрира, а потоа и казнува недозволената брзина и непочитувањето на патната сигнализација. Владата го плати 70.000 евра, а еден од патентите на софтверот иновации на тогашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, кој пак седна во обвинителна клупа дека влијаел на набавката. Рашковски пак за неделникот Фокус тврди дека софтверот кој тој го набавил е оперативен, но му требаат записите од камерите од Safe City за да испорачува казни до несовесните возачи. Додека државата поседува две нецелосни решенија, со несовесните возачи на улиците се справуваат сообраќајците, опремени со сигнални палки и мобилни камери. Овој пристап според Спасовски за 4 години дал резултати и смртноста на улиците од година во година опаја. Гледате колку се подобрени резултатите со тоа што колегите се нон-стоп на патиштата и нон-стоп во контрола. Имаме сериозно намалување на бројот на жртви во сообраќајот. 2013 година 198 жртви сме имале. 2021 имаме 111 жртви. Тоа е благодарение на посветеноста и на работата, или ако сакате, од моментот додека јас раководам со Министерство за внатрешни работи, од 2016 година до денеска имаме постојан пат на жртвите во сообраќајот. Добрата оценка за црниот биланс на Спасовски се наруши минатата недела, период во кој за неколку дена тројца пешаци го загубија животот. Спасовски не ја отфрла можности за обврската камерите наместо на столбовите на крстосниците да се монтираат во самите возила. Но ваквото решение загрозува слободата и најверојатно ќе биде отфрлено како идеја во борбата на полицијата за безбеден сообраќај.